Од Истражувачка репортерска лабораторија, моето име е Давид Илиевски, а вие ја слушате 9-та епизода на подкастот Разговор во редакција. Нема шалови. 9-та ли е? За жал, гласот на кој што се навикнавте во последните 8 епизоди, нашиот драг Горан Теменугов не е присутен со нас во студиото, тој е на заслужен одмор. Имаме на годишен одмор, Давид, на годишен. Имаме еден малце поразличен состав. Причината за тоа е дека уште од кога почнавме го правиме овој подкаст, сакавме малку да експериментираме со форматот и со содржината, односно да дадеме на малце поразличен агол на работата на Истражувачка репортерска лабораторија. Ќе продолжиме го правиме тоа што го правевме во последните 8 епизоди, односно ќе разговараме со политичарите, ќе разговараме со decision makers за проблемите кои што ги истражува Истражувачка репортерска лабораторија. Меѓутоа исто така ќе сакаме и да дадеме малку инсайт на самата работа на редакцијата, па затоа денеска со нас во студиото се здраво, јас сум Трифун Ситниковски, режисерот на редакција. Сашка Цветковска, новинар и продуцент на редакција. Мартин Иванов, монтажер на првата сезона на редакција и така речено консултант во монтажа во ми се свиѓа дека тотално неодредено го изведовме цело. Така, не беше ова договорено и затоа вака излезе. Меѓутоа Мартин е човекот кој што монтираше првата сезона на документарниот серијал Редакција. Сега со нас го замени Горијан Атанасов, кој што ја превзема втората сезона за редакција. Он не е со нас во студиото затоа што за жал има ковид и во изолација. Меѓутоа Мартин продолжи да работи со нас и во втората сезона како консултант на целиот процес на редакција, за да можеме да ги раскажеме приказните онака како што ги раскажувавме. Трифун Ситниковски е од првиот ден со ИРЛ, од првиот момент кога решивме дека сакаме да правиме редакција како документарен серијал. Идејата на овој подкаст е малку да поразговараме за тоа како ги правиме овие епизоди, меѓутоа освен тоа и да дадеме малку еден поширок спектар на тоа каде се наоѓа во моментот филмската индустрија и колку таа работи во насока на тоа да раскаже теми кои што се важни за граѓаните и кои што фаќаат еден проблемите на граѓаните се јасни. Да ти помогнам. Ако слободно. Значи, само да дополниме дека идејата на подкастот не е дека денес немаме што да правиме, па разговараме со режисерот, монтажерот и еден од коавторите исто така на овој проект, на начинот на кој што изгледа, туку затоа што подкастот сака да даде и така и се договаравме на почетокот, но на крај некако го превземаа политичарите. И тоа веќе нема да го дозволиме. Подкастот треба да ги промовира и да им даде простор за дебата на уметниците, на младите луѓе и на сите оние кои што имаат нешто вредно да кажат, да споделат поинакви перспективи и да им помогнат на граѓаните конечно да слушнат разумна, цивилизирана дебата за прашања кои што се апсолутно важни, а не да бидат заложници на оние крвнички, нецивилизирани обични. И многу важно е нова да додадам дека од сега па натака подкастот ќе излегува секоја втора недела, односно секој втор четврток, така да ќе може да не следите поредовно или на Македонската радио телевизија или на YouTube каналот и Spotify каналот на Истражувачка репортерска лабораторија. Паралелно на тоа, ако имате идеи за кои што сакате да слушнете разговор во овој подкаст, ве охрабруваме да ни пишете на коментар на YouTube или на социјалните мрежи на ИРЛ и да ни кажете што сакате да слушате за подкастот. Ајде сега да почнеме и прво нешто што го имам како размислување, како и концепт за темата која што веќе ја спомнавме дека ќе ја разговараме е потребата од контекст при раскажување на приказни и потребата од добар сторителинг. И чисто едно од размислувањата која што го имам и ми е некоја дилема која што чисто мене онака лично ме мачи е како да се избере која содржина е вредна за да не информира. Односно, целата таа бура на информации која што добиваме од вести, од социјални мрежи, Netflix, Spotify, YouTube, сите работи собрани на куп, мене, искрено ми е многу тешко да можам да селектирам кои се вредни информации да ги примам, дури да збориме за локално ниво. Како да стигнам на најдобар начин до вестите и да разберам што се случува со одредена ситуација. Да ти откриеме како? Вака. Чекај малце, збориме за информација од аспект, бидејќи Netflix баш не ти ја
место за вестите информациите. Збориме за информации како од аспект на Не, зборуваме информациите широко генерално стигаат Така. до луѓето на различни работи. Тоа што ние го правиме, Трифун, се надевам, знаеш. Што правиме е дека ги одбираме релевантните информации кои се важни и клучни за животот на граѓаните и од нив ти, Мартин и целата екипа ни помагате да раскажеме една приказна и тоа е така и започна за публиката да објасниме како почна редакција, кратко. Луѓето во ИРЛ, новинарите во ИРЛ долго време го работат ова што го работат, известување за корупција, за организиран криминал и за состојбите во сферата на владење на право. Идејата е да поттикнеме реформи кои навистина ќе имаат влијание да го променат на подобро животот на луѓето. Сега, понекогаш може да се случи години, не само месеци работа, да пропадне и да го нема посакуваниот ефект, бидејќи едноставно информациите не се раскажани онака како што треба да се раскажат. Не е посветено време на како ќе ги искомуницираме тие важни информации со публиката и како ќе го зголемиме влијанието на истражувачкото и на вредното и добро новинарство со цел да го максимизираме импактот. Овој продукт, благодарение на тимот на млади филмаджи, еве да ги наречам, успеа да го постигне и Тоа е тоа што го прави редакција во моментов. Јас од кај тргнав за да се надоврзам на тоа Трифун прашањето кое што го постави дека Netflix е малку поразлично. Генерално еви да го земеме на локално ниво. Ама не ме прекинувај се, ова е важно. Се случува избор на нов обвинител. Да, кратко само да се доизјаснам, Давид, да. Бидејќи редакција ни помогна за прв пат и овој продукт веќе е препознаен и надвор од територијата на Македонија. Постојано добиваме покани од колеги да им одржиме предавања, да им помогнеме да развијат слична стратегија за да ги пласираат своите медиумски продукти. Еве дури колегите од Латвија не поканија да правиме филм за фактчекерите кои се под страшни притисоци, напади, вистинско физичко насилство во Балтичките земји со цел да приближат нивната работа до луѓето и да објаснат кои се. И тоа само по себе зборува многу за продуктот и за тоа колку овие луѓе ни помогнаа да направиме еден нов иновативен процес во кој што се разработуваат информациите. И најважно од се е дека ова ваша работа дефинитивно вистински успеа да го постигне тоа што ние не можевме долго време. Да им помогне на граѓаните да можат да ги примат информациите на исправен начин, за потоа да се организираат и да делуваат во најдобриот интерес и онака како што сметаат дека е најдобро за нив. И тоа е многу важно и оваа порака се надевам ќе ја примат и другите луѓе кои се бават со различни видови на уметност во земјава и ќе разберат колку е значајна уметноста и колку во кризни времења може да им помогне на обичните луѓе да го променат текот на настаните и да допринесат за значајни политички промени. Значи, сепак ќе разговараме за нешто што е освестувачка содржина наспроти Netflix, дека го спомна Давид. Навреден од Netflix. Не дека навреден, него сепак сметам дека тоа е една платформа каде што се пласираат по комерцијални содржини кои немаат за цел да освестуваат отколку, наспроти, да забавуваат. Во ред, има одреден процент на филмови кои јас сум гледал документарни филмови кои се страшно како да кажам, освестувачки, ама поголемиот дел од содржината на Netflix не е таква. Чисто како една одредница во разговорот каде Да, новинарска заедница реално беше шокирана кога Netflix одлучи да не го прикаже филмот за свирепото убиство и масакар врз колегата од New York Times во Саудиска Арабија и тоа што му се случи. Така што да, има и добри и лоши страни. Има образложение за тоа. Компанијата не даде образложение покрај големиот притисок. Голем беше притисокот. Како беше Џамал? Едноставно го повлече. Кахоџи, Џамал Кахоџи, филмот се викаше The Dissident и се базираше на приказната за новинарот од New York Times кој што беше брутално убиен во конзулатот на Саудиска Арабија во Истанбул. И Netflix направија, мислам не беше Netflix, туку режисерот на Икарус филмот кој што претходно беше номиниран за Оскар, направи филм за приказната за новинарот и убиството на новинарот и Netflix во последна минута решија да не го дистрибуираат филмот, што беше сериозна цензура за едно убиство на новинар кое што е
преседан за уништување на демократскиот процес на Не светот. знаев за ова. Не Не знам знаев дека се знам. случило. И каде заврши филмот после? Филмот беше дистрибуиран на неколку други платформи, меѓутоа дури заврши на фестивали како Sundance и имаше прилично голем успех, меѓутоа никогаш не допре до граѓаните на таков начин, затоа што сепак дистрибуцијата на овие стриминг платформи е многу важна за граѓаните да може да дојдат до одреден филм. Значи И беше образложението интересно. не може да биде дека не бил квалитетен филмот ако веќе влегол на Па нема ни Netflix е логика, режисерот типично имаше Револуцијата ги зеде своите деца. Кога Да. се појавија, тие беа платформата за алтернативните гласови кои што не можат да стасаат до мејнстрим просторот, а имаат важни приказни да пренесат, за сега да се претворат во една комерцијална, па јас би рекла и така, штетна А платформа. со самото тоа што го цензуриле филмот, ме чуди како јас не сум дознал за ова и за да му... Нели се крева публицитет? кога Не си нешто е- дознал затоа што во Македонија ова не се вести од важен интерес, луѓето се Читам и занимаваат странски вести, не со знам. хајки, Да. црни пропаганди, со бесмислени разговори помеѓу политичките чинители, така што секако дека Беше ова не е голема тема не и е беше вест. притисок ставен на Netflix да го променат своето мислење, меѓутоа политички одговорија дека не може. И чудно тука имаше како цела не, онаа меѓу- контроверзија како е Саудитска Арабија вмешана. Па истото се случи и со епизодата на Хасан Минаш на Patriot Act. Хасан Минаш е исто еден Да, комичар тоа кој го што знам. имаше супер Да. емисија, супер серијал на Netflix Patriot Act се викаше и имаше епизода за кралот на Саудитска Арабија, 40 минути целосно онака расплетување на кој е кралот на Саудитска Арабија и што се случува таму. И Netflix, односно кралот на Саудитска Арабија изврши сериозен притисок Netflix да тргне епизодата. Да нема удел во shareholding. Никогаш не се Не, знае. во релациите има многу предпоставки, меѓутоа една од тие предпоставки се и релациите кои што ги негува американската влада со Саудитска Знаете што е Арабија, кои се интересно? мета на децениски долги критики од страна на новинарите и активистите. That's politics, И, што да кажам. интересно е што овој пример со Netflix може да го аплицираме и во наша средина, можда нема толкава фирма како Netflix во Македонија, што кога некој медиум во Македонија одбие да прикаже некоја епизода на Играл или епизода на некои други филмаџи и ваши колеги, само поради тоа што имаат влијание од некаков мокник и Ние од тоа и се силежија. плашевме. Например, во моментов еве додека разговараме, редакцијата е под страшни напади, токму поради својата работа која ја врши. Имаме обскурни бизнисмени и руски служби кои што нарачуваат напади врз нас во такви медиуми. Тие медиуми никогаш нема да му служат на јавниот интерес. Ние бевме многу под стрес воопшто и дали овој серијал ќе може да се прикажува непречено. За среќа бевме изненадени. Јавниот сервис кој што е формиран од граѓаните на крајот на денот се покажува дека сепак медиумите каде што граѓаните имаат некаков збор, колку и да е тој мал, имаат поголем потенцијал да прикажуваат вакви содржини. Мене ми е дури жал што јавниот сервис не се накани и не размислува во насока самите да направат стриминг платформа и да влезат малку во онлайн светот, но тука има и многу политика и никој не сака да види силен и значаен јавен сервис, но факт е дека редакција апсолутно не можеше да се емитува на ниту еден друг медиум, на ниту една друга телевизија. Зошто? Тоа се сепак прашања за менаџерите на тие телевизии. Да, и тука Или се за газдите на тие надоврзуваме. телевизии. Но ова би се надоврзал со делот на какво е нивото на продукција во приватните телевизии, колку се инвестира во тоа да се, пак се враќаме на првото, од кај што почнавме во делот на информациите и начинот на сторителинг, колку е важен да се даде контекст. Нивото на продукција во приватните телевизии мислам дека стагнира веќе полого време, затоа што сме изложени на содржина која што доаѓа од светот и гледаме уствари колку се прави нешто поразлично, а кога гледаме нешто што е направено локално, онака се чувствуваш дека едноставно инвестициите се мали. Дури да зборуваме од делот на новинарство, многу малку се инвестира во тоа да се направат некакви големи приказни. Со честни исклучоци има, верувам, добри колеги во приватните телевизии кои што навистина се трудат и прават одредена содржина која што е вредна за граѓаните и има импакт, нема да го Има спориме одлични тоа колеги, целосно. меѓутоа тие немаат никаква поддршка, на пример. Тоа сакам да Колегите кажам. немаат продукцијска екипа која стои за тоа, они што го работат. Едноставно новинарите се нископлатени, оставени сами на себе и на својот личен ентузијазам и желба која што ќе трае колку што ќе трае во тие услови, да создаваат содржина така како што умеат и со ресурсите кои ги имаат, а кои се минимални и минорни. И тоа е така затоа што во Македонија телевизискиот бизнис, па ја би рекла и филмскиот бизнис, е воден од бизнис и политички интереси кои немаат ништо заедничко со новинарството или со филмската уметност, и тие работи ги диктираат условите во кои што работиме и нивото на продукцијски квалитет. Едноставно, нашите сопственици на телевизии немаат медиум затоа што
Тоа е нивниот главен бизнис, тоа е поддршка за нивните други бизниси и средство за политички рекет, уцени и други работи. А како се осеќате во врска со тоа, повеќе ова ќе биде кон вас насочено, колку филмаџиите, односно луѓето кои што работат со филмска уметност во Македонија имаат пристап до тоа да може да креираат содржина која што е вредна за општеството, односно И телевизиска е. па да, дури да е телевизиска содржина, мислам. Чисто И колку ваш личен знаевте за впечаток. работата на новинарите пред нас да не Да, е запознаете? интересно. Не, ја немав појма, мислам за работата на новинарите како е. Ама генерално мислам дека не можеме да кажеме, мислам сега не е дека ова ќе звучи многу можеби егоцентрично, кажи. меѓутоа новинарите на ИРЛ не работат новинарска работа кој што работат многу други новинари во Македонија, реално. Ова е баш истражувачко новинарство као што може да го гледаме у не знам, у амерички документарци, серии играни и мислам тоа беше мојот онаков шокантен момент кога дојде пропагирала дека начинот на кој што работите работата и ништо се справувате, тоа што ме натера да, нели, да збориме за тоа дали каква да биде редакција, дали да биде седењето на новинарите и да видат дека луѓето има новинари кои што си ја ценат својата професија и го работат најпрофесионално тоа и работат за нив пред се. Така што не би можел да кажам, мислам, за другите новинари, кога немам многу искуство во работење во телевизија или во друг медиум, принт медиум, whatever, ама за филмаџиите дали, не знам, Мартин ќе каже дека, ако збориме за телевизискиот простор, па нема многу нешто пристап за да работат приказни кои што имаат. Мислам, генерално... Или филмови, или... Генерално мислам дека и сериите кои што се работат кај нас се серии кои што повеќе... Тоа се продукции кои работат независно и ги веројатно ги продаваат тие серии на телевизијата. Да, Тука нема... би спекулирал, немам идеја. Ја претпоставам дека така. Али... Нема ниту една телевизија, мислам дека која што Па има нема отворено сериозен направено, пазар, за да го а нема ни познаваме. сериозен, и единствениот мислам дека пазар кој што го има Е јавниот сервис на крајот на денот. и поголемото мислам дека кој што луѓе мислам кој што е онака докажано функционално, знаеш, кој што може да има некаков финансиско некој return, профит од целава работа, влада онакви комерцијални серии, комедии кои што се докажа дека ги гледаат луѓе, знаеш, така што мислам и тоа е И добро е да ги има. и Да, супер е да ги апсолутно. има, тоа дефинитивно и треба да ги има, да, али генерално би било фино да има и содржина на телевизии кои што почнуваат веќе да варираат и да дадат простор на автори да... Јас не сум запознат дали Скажи, македонската радиотелевизија објавува конкурси за развој на приказни, филм. Има отворен серија. постојан конкурс. Например, можеш да пратиш предлог и ќе го разгледува, нели, таму менеджментот, па собојот потоа, ама мислам дека им е отворен 12 месеци, дека немаат конкурс као да се објавува периодично, па да се чекат резултати туку. Да, тоа е и порака до младите уметници да пристапат со идеи, Да, бидејќи затоа што и редакција е настаната така Токму преку така. копродукција со јавниот сервис во кој што ние реално бевме шокирани кога да, кога го воопшто се одобрија согласија проектот, дека ќе цело време мислевме ли ова што ли значи ова, да не е некој трик. Дали треба да го правиме ова, да не нешто не, мислам тоа е таа недоверба со години која се негувала исто така кон медицински сервис, со право јас би рекла. И генерално кон медиумите овде, ама ете, уште сме таму и уште сме живи. Па да, мислам јавниот сервис имаше една слика на која што беше створена поради целото тоа 10-годишно владење на претходната власт, која што беше буквално окупиран од партијата и од владеачката партија, односно во тоа време, и кога дојде моментот да се И во времето пред тоа беше окупирана. И во времето Другата пред тоа и во партија, времето така после иде тоа во траат тие Македонија. работи, цело време е спорно и бласко, и инвестициите у таа телевизија се онака стварно страшни. Само малце ќе отидам надвор од тема, ама ова ми е едно од оние работи кои што најмногу ме погоди кога почнавме да работиме на серијалот редакција, кога се соочивме со тоа да видиме какви се условите во кои што работи јавниот сервис, и без разлика на тоа имаат во ред услови, имаат студија, имаат камери, работат, се трудат новинарите, онака стварно таму пробуваат да направат нешто добро. Меѓутоа е капацитетот кој што го има таа телевизија и она кој што било поставено како темел на таа телевизија е реално смешно колку е малку искористено. Као можам да кажам дека и 10% од тоа не е искористено Вака, не, тоа е затоа што ниту Да. една политичка партија или власт Така. не сака силен јавен сервис. Еве владата во понеделник ќе дели пари
милиони евра ќе им се делат на приватните телевизии. Зошто? Ме сваќате? Така е. И сега ова е више друга тема, меѓутоа јавниот На зашто сметка го- на намалување на средствата на јавниот сервис и на постојано држање во заложништво на луѓето. Владата им исплаќа месечна рата. Секогаш кога има непријатности, таа рата доцни, нема, се преговара. Тоа е средство... Да, тоа се 30 години не инвестиции во јавниот сервис, ама зашто го спомнав друга тема, ама е поврзано со ова затоа што баш и јавниот сервис може да биде тој кој што ќе поттикне млади уметници, млади филмаџи и да ги Тоа е стимулира и неговата да им даде простор да може да креираат одредена содржина без разлика дали е документарна или играна и да може да раскажат приказни кои што се важни за Да, ама Давид, сега доаѓаме до тој вечен ќорсокак на имаме техника во јавниот сервис според тоа што го кажуваш, студија каква таква верувам дека е задоволителна, но џабе таа техника ако нема гајање на ентузијазам и образование кај млади луѓе да ја користат таа техника, затоа што може вие како Ирело да инвестирате во не знам каква опрема, ако нема енергија тоа да се работи, се паѓа во вода. И тука сега мора да го вратиме саатот, се осамостојува Македонија, ја мислам дека образованието од година во година влегува во коматозна состојба и автоматски продуцира повторачки папагали, да се изразам улично. Луѓе без критична мисла кои дури еве јас доаѓам од факултетот за драмски уметности, кога не пратија на пракса чисто за да видиме во каква состојба е телевизијата, ние таму не добивме дечки како ја што сум добивал однос во приватни продукции во Македонија со кои сум соработил, вклучително и ИРЛ како таква. Така да веројатно треба малце да си ја чукнав главата, не знам тоа од каде треба да тргне, дали со јавен притисок од наша страна, пошто јас се чувствувам одговорен во целава работа, меѓу другото, да има конкурс за регрутирање на млади луѓе кои ќе работат, кои ќе снимаат, кои ќе и не зборам само за играна продукција. Што е со младински ја не гледам телевизија, веројатно од овие причини, али се сомневам дека има некоја младинска емисија за Постојат програми младинско образовна како Звон, меѓутоа тоа се многу лимитирани продукти кои што вие може да ги најдете, ама работа не, тоа е мислам реално единствено тоа што сум чула. Ги запознавме скоро, имавме со Сдруженијето на новинари, имавме една средба, една обука со новинарите од МТВ, значи ги запознавме колегите од албанскиот сервис, колегите од македонското радио, кои се големи фанови на подкастот, и колегите од спортската редакција, дел од колегите беа од информативната, и можам да ви кажам дека тоа се прекрасни луѓе кои се апсолутно свесни што се случува. Колегите од радио буквално дури на еден трогателен начин раскажуваа колку им недостига млада енергија, нови луѓе, дека со нив ќе заврши се. Немаат кого да бичуваат, дека и без тоа станува секојдневното постоење и одење на работа станува бесмислено. Вие немате кара да гледате како да одите напред. Значи тие се свесни што им недостасува, што им треба, како може да се подобрат содржините. Таму никој не живее во илузија, за разлика од добар дел од некои колеги у приватните телевизии кои мислат дека прават апсолутно пулицар новинарство, а тоа се сепак едни... Да, ајде да не ги оговараме, да. И не зборам само за телевизиите, порталите. Така што свесни се луѓето што е потребно, каде треба да одат. Ете, шанса за министерот Бесими, за владата да им го зголемат месечниот чек и да почнат да ратата и да почнат да размислуваат какви кадри ќе градат во иднина во телевизиите од продукција до информативна програма, бидејќи, не знам, оваа влада кажа дека е многу загрижена за борба со дезинформации, криминал, корупција. Така се гради јавното мислење и така се прави притисок. Никош не стигнав пак да се вратам на делот на сторителинг, затоа што мислам дека целиот овој подкаст ќе се фокусира на таа една поширока тема во делот на зашто е важно приказните да бидат добро раскажани. И од тука тргнуваме дури и основните вести кои што треба да ги гледаат граѓаните. Мартин вика ја не гледам телевизија затоа што тоа што му се нуди на телевизијата како содржина едноставно нема да му даде никаква информативна вредност за да он може да разбере што се случува во општеството. Дури за најбаналните примери кога станува збор, само малце кратко ќе задржам мислата. Ова си го запишав, исто беше многу интересно као емисија, па да. Пошто вчера дискутиравме, ќе кажам и што дискутиравме, емисија за храна и за патување. Која е една од најдобрите вака евер на глобално ниво?
На глобално ниво? Да. Па да не е на Ентони Ентони Борден. Борден. Да, А дефинитивно. причината за Ентони тоа е Борден. затоа што Ентони Борден Е шизик. е пред се писател и начинот на кој што ги раскажува и не води низ Шизик е тоа човекот. башка, да. Ама и начинот на кој што Шармантен е, не не е води мулен. низ целото тоа патешествие негово и храната и искуствата негови се многу важни на како се раскажени. И за овој банален пример за храна и за Не беше патување. тоа само за храна и за патување, тоа беше за социјекономските И тоа ми беше контексти, следната работа, начинот затоа на што- кој живеат културолошкиот, така што тоа Во беше многу секоја повеќе од ангажиран епизод- продукт од емисија Така. за готвење и Во храна. секоја епизода негова има сериозна содржина на општествен контекст. Што се случува во местото кое што он оди, каква е политичката ситуација, зошто луѓето ја јадат таа храна, како стигнало до сето. И затоа пак се враќам на истото. Кои ви се размислувањата во делот на тоа колку е важно да се даде општествен контекст и колку е важно да се направи добар сторителинг за да можеме да допрат овие важни теми до граѓаните. Ева ќе почнам од себе, кога ми сконтактиравте од ИРЛ да бидам дел од редакција. Знаев дека ќе имаме фантастичен продукт, каков и да е. Зашто го Каков Не, и да е. не верувам во ова. Јас Не верувам во ова. ти си платен скептик. На платен смисла. Зашто го мислев ова и уште го мислам? Ве пратев како едни од ретките истражувачки новинари во Македонија и кога разговарав за темите за кои што пишувате со мои блиски луѓе, не дека луѓето не сакаат да дознаат или се, него едноставно некако не им стигаат тие линкови до нивниот телефон. Дури да стигнат, сепак сметам со сета почит за писатели, поети, новинари, за луѓе што се бават со пишан збор, Нему да ги навредиш. не. Пишувачите сега. Не, далеко. Размисли што ќе кажеш. Далеко од тоа, него самиот медиум не може да испровоцира таква емотивна едноставно самиот медиум нема таков емотивен полнеж како што има А мокте на филмот е? Сега ќе дојдам до таму. Еве да речеме ќе земе пример епизодата што е уште свежа кај граѓаните, гледам дека уште и на Твитер се дискутира за болницата Жан Митрев. Тој текст да беше истиот напишан, од ракав се давам проценка, може 10% ќе допреше до и не ми се верува дека ќе покренеше таква бура. Дури не ми се верува дека ќе го фатеше обвинителството за уши и ќе да го направи тоа што го направи. Со самата под сериозни дебели наводници манипулација, не го зборам во негативен контекст, него емотивна манипулација, пошто народот е научен манипулација одма да ја поврцува со лажги на позиција и опозиција. Ги натера луѓето да размислуваат, мислам не само да размислуваат, него да почувствуваат човечка трагедија. Иако можеби мислам се надевам дека на повеќето од нашите сограѓани им се случило директно, ама тоа што го видовме е страшно. А од зборот манипулација, кај Трифон ја фрлам топката, затоа што многу често ја имаме оваа дискусија и расправи, ќе речам, во делот на како ги раскажуваме приказните. Зашо јас? Не би рекол дека имам расправи. Мислам дека јас сум секогаш во право, вие сте. Здрава расправи. Не, мислам, тоа е тоа што сакаме да го направиме. Мислам генерално интересната работа е што нашата работа во редакција е малку поразлична од тоа поради тоа што ние не бараме општествен контекст, ние веќе го имаме општествениот контекст многу јасен е од старт, бидејќи самите генерално секоја сторија што ја прави ИРЛ има сериозен општествен контекст. Така што повеќе да речам ретроактивно можеби го работевме ова, односно како тој општествен контекст да го раскажеме ние на начин кој што ќе биде кој што ќе помогне полесен за да се воспримање дигестираат информациите. Да, заради тоа што мислам генерално ја 100% мислам дека ако во случај не бевме толку многу отворени за да видиме што се случува зад кулисите во ИРЛ. По кој смисла? Ако не ги гледавме новинарите како ја истражуваат работата, ако не можевме да се поврземе со нив и генерално и со луѓето кои што се дел од сториите, односно мислам луѓето кои што ги во случај нели пациентите во болницата Жан Митрев, ја мислам дека немаше да го има тој емотивен таа емотивна манипулација која што збориш, поради тоа што генерално едноставно ќе беше на некој начин као документарец нели одреден општествен проблем кој што се случува. Меѓутоа начинот на кој што ги структурираме ние приказните, ги структурираме сепак да бидат
да бидат со приказна, знаеш, да бидат онака воспримени на начин на кој што ќе ги не знам, ќе допре ги до допре, граѓаните. да. Да, па тоа е таа манипулација, ова морам да го кажам да имам чиста совест. тешко ти е сега? Да не помисли некој дека ние манипулираме, взимаме приказни и правиме Сакривај ручно сега. Да, има Да, голема да, разлика меѓу тоа. Да, се, значи Само да се објаснам, дечки, Фа- значи што мисле под манипулација? Јас Да. Ги објасни сега. Ти Па, го почна ова. Не, да не си помисли некој дека ние манипулираме факти, дека мислам тоа е далеку од вистина. Почнеш се потиш малце. Да. Не, ова е добри, Сашка ќе ододе. Значи поентата е дека правиме комбинација помеѓу новинарство и раскажување преку филмскиот јазик кој што вие го донесевте во ИРЛ, Да. односно фактите се факти и новинарите ја работат работата под исклучително тешки високи стандарди, меѓународни стандарди, значи зборуваме за целосна процедура од делот на почетокот на истражувањето, па се до сорсингот, па се до факт-чекингот и legal чекингот и од кога ќе помине свето и од кога ќе се спакува во еден убав текст и ќе речеме ова е приказната, тогаш доаѓате вие, ви го даваме како драфт и викаме ајде сега како да направиме филмот ова и седнувате заедно со Сашка, Добро, со во мене, со другите новинари. Се чека малку, тија продолжи приказната со манипулацијата. Не е така. извинувам. Првим филмот се снима постојано. Да, тоа да. сакав Да, јас не сакам да кажам, навлегуваме во вакви Да. работи затоа што може да биде проблематично. Мислам, Мислам генерално не имаме еден тон работи филмот кој се што не снима влегуваат во како филмовите бидејќи новинарите се едноставно- снимаат автентично како што Да, како ја што работат откриваат. својата Не ме работа. напаѓајте, само сакав да кажам те дека е нападне, комбинација да. помеѓу Апсолутно новинарство. згрешно. Само сакам да и кажам дека не филмскиот знаеш јазик. да објасниш и сега Не ќе знаеш дојдеш да во више јас да објасниш. објаснам, Ајде, да. повели. Значи, не постои новинарите се нескриптирани, работата нивна се следи додека ја работат, се разбира освен делот со интервјуата, кој што е напишан нормално. Под манипулација, на што Мартин мисли, е подобрување на фотографиите, наоѓање Фала ситуации кои што можеме подобро да ги прикажеме и додавање на, што би рекол еден наш клиент, каква музика беше? Траурна музика. Траурна музика, да. Кочан Гюшев така ја нарекува. Траурна музика. Тоа е. Тоа. Што ја помага драматизацијата на приказната, се со цел тие да допре до луѓето. Приказните се начинот на кој што луѓето секогаш ќе може да се поврзат и никако поинаку. Нашата работа не е да пренесуваме таксативно информации. Мајсторијата така. и на нашиот занает и на вашиот е како овие информации да ги раскажеме на најдобар начин, за да може да имаат некакво влијание. Инаку каква смисла би имала и нашата и вашата работа, ако тоа не може да допре за никого за нас, или ќе си ги правиме. Ми се сија дека тројцата ние пробавме да го кажеме ова. И Сашко Сашка да едноставно го сумира. сумира на најдобар начин. Браво. Затоа е Сашко главниот говорен уредник. Трифон спомна една работа преска и чисто ќе се вратиме малку на тоа околу делот на следењето, пак се ова е околу процесот на редакција и на документарниот серијал, следењето на новинарите како ликови кои што истражуваат приказната, затоа бев искаран некои ствари ги снимаме од day one, да, така е. Не, кажа дека му даваме истражување и од после снима филм. Чисто, Екши ли окей, тоа го кажа? Грешка беше мојата. Од него како стигнавме до тоа да се, знаеш, целиот тој процес беше многу интересен во делот на мал отпор од страна на новинарите, дали треба да бидат вметнати толку многу во приказната, па коментарите и од другите колеги исто дојдоа понатака. Мора Маја да ја спомнеме сега, така? Па да, ама и не Првото само доаѓање, Маја, првиот калеш чудно беше за Маја сит- и Трифон. Да, Он од нас, ние ли сме битни? Приказната е битна. да. Ама после се засака и се разбра. Мислам, во моментот кога зборевме И веќе дека... сите те го зборевме истото. Сите Што? од Ќе не прв до снимаш? последен. Никој не беше удобен со таа, мислам, со преземање на таква улога во Да, документарните. ми се сија дека почна тоа од знаете новинарите ќе бидат еден подзаплет во целава работа и после можеме малце повеќе од подзаплет и на крај луѓе редакција ќе ве следиме вас новинарите и тука се случи Драма. шо? Не, меѓутоа мислам Тотално не знаевме што правиме. Реално бидејќи Да. да, ве се сеќам како Трифон бараше 5 снимачки дена. Он мисли дека може да се јавиш кај овие за кои работиме и пишуваме и они едноставно ќе се појават во неговиот посакан снимачки ден. Да, јас си го структурирав Да. времето мислејќи дека, знаеш, Како сега филм ќе да се снимаме снима, да. ова, после ќе снимаме вие како откривате ова и тоа и така натаму и наеднаш Да. сакаш дека е апсолутно се што може да се случи погрешно ќе се случи погрешно генерално во Ама се добил документарец. 3 дена. Да, Некакви 3 дена месеци на крај стана. да,
Не, моето ми беше дека генерално мислам кога веќе се одлучивме да го правиме да биде документарец. Секој документарец мора да има Доразкажи си за новинарите, извини што те прекинав. Идам натам, секој документарец мора да има протагонисти генерално кои што ќе ги следи. И во моментот кога сватиме дека одредени приказни немаат ликови кои што можеме да ги следиме, кои што се малце поопшти, мислам ќе кажам за финансиски криминал, смрт за прајање у онаков драматичен со силна драматургија документарец. Меѓутоа идејата беше окей, бидејќи не можеме да го постигнеме тоа, тогаш мораме да имаме некои луѓе кои што ќе ги следиме, кои што ќе не водат низ приказна, кои што ќе бидат генерално ќе бидат манифестација на очите и ушите на граѓаните. И наједноставното решение, кое што и е функционално истовремено и ефикасно, е да ги следиме новинарите. Во моментот кога јас го кажав тоа, мислам дека се случи експлозија у ИРЛ. Како ние да бидеме, не може ние, не сме битни. Меѓутоа идејата е што сте многу битни поради тоа што мислам дека и граѓаните добиваат одреден елан и одредена храброст да се борат против одредени неправди кога гледа дека имаме луѓе кои што Дама се добива човечки аспект на целата работа, не е само апсолутно фрлање информација. Да, апсолутно. Се враќам пак на процесот на работа на редакција, ме интересира и Мартин од твоја гол, пошто Трифон раскажа како он се осеќал како режисер, ама ти монтажа, освен монтажа, твојата работа не е само да ги залепиш парчињата, него имаш комплетен удел во авторството на проектот. Како ти беше прво искуство, мислам, глупо е прашање како се чувствуваше дека работиш на редакција? Него сакав тоа го прашам, него поише ме интересираше затоа што Трифон. Да, кај ти инспирацијата. Не мислам на такво прашање, него поише чисто ме интересира, знаеш, и ти претходно си имал поише искуство и со документарни филмови, и со играни филмови, меѓутоа сепак средината во која што беше поразлична од било што си работел до тогаш. Што мислиш за институциите од нашата работа, како што разбра? За какви институции? После тоа за институциите, прво за процесот. Од сега од кај да почнам. Прво морам да те поправам на кратко, јас имав искуство со играна форма. Така. Што сметам дека беше на инсайдер, така беше? Не. Кој инсайдер? Си извинувам, ќе усеќам ако треба. Не, на филмови, на неиграни филмови, играна форма, да. Целител. Да, не, после тоа, don't spoil me. Аха. За после. Го криеме тоа од луѓето дека Кој го знаат тоа? Дечки, не знам дали знаете, ама Мартин Иванов из Целител го монтираше. Вистина го монтираше. Да, зашто го криеш ова, не разбирам. Не, си го чував за после. Јас имав искуство во играна структура и сметам дека тоа некако малце за тоа што редакција беше концепирана како играно документарна, пошто е хибрид некој чуден, ја не можам да го сврстам во стил. Па добро, во тоа е иновацијата. Значи имаме истражувачки документарен филм кој што се базира на структурата на филм во 3 чина, што би рекол. Да, генерално мислам тоа беше една од идеите кога мислам структурата на редакција е многу едноставна структура која што цело време функционира во било кој игран филм и документарен филм. Односно, мислам, може да се каже во 3 чина или во 3 или во 5 чина, односно го имаме она што го викаме cold open, кој што ни дава некој многу опширен контекст за што ќе гледаат граѓаните, им само им дава одредени вовед и прашања кои што подоцна ќе ги одговораат. Имаме прв чин кој што ги следиме, мислам имаме онаков краток контекст даваме на проблемот со кој што ќе се справуваме и нели тезата која што пробуваме да откриеме што се случило и така натаму. Па ја имаш го имаме вториот чин кој што е целото дејство уствари на самото истражување. Третиот чин кој што е генерално ги добиваме резултатите и главните откритија од тоа истражување заедно со во ситуации кога имаме можност за тоа да го направиме со очување на луѓето кои што ги истражуваме. И петиот чин, односно епилогот, што го кажуваме, е обично онака поголемата слика, опширно како ова делува, што го откриваме на поголемата слика. И генерално тоа Истрагата продолжува, да. Тоа е генерално структурата на секоја епизода на редакција, која што е наративна структура што функционира и во филм, во игран филм, во документарен, во телевизиска серија, во епизоди во телевизиска серија, мислам, не е нешто што
Нели, го смисливме ние или Сега даде дали совршен шлагворд за тоа што сакав да му го кажам на Давид. Јас како професионалец, нели мојата работа е да учествувам во што подобро раскажана приказна. Дали е тоа редакција или некој љубовен филм, не е важно, а тоа Или што целител. да. Значи го имаш Реков дека љубовниот се филм чувам и за целител и имаш И редакција. редакција, да. Она што мене ми беше страшно возбудливо, затоа што никогаш не сум бил во јас истражувачки новинар и имам видено само на филм. На странски филм. Да, и мислев дека нашите дека вие не ви ни познав кој сте, дека работите некако само на компјутер, дека така се истражува Google кој крадел, кој лажел, се прави некоја датабаза. Искрено ви кажувам, немав идеја. Не сум ни се заинтересирал нешто посебно. Кога го видов цело тоа лудило, си дадов на себе задача што ова сега не го знаете нормално, да придонесам во прљање условно на епизодата се даде еден панк став на секоја епизода. За да се добие таа сексуалност под наводници во нарацијата, што ќе биде полеплива за гледачите, да не биде дека што е ова, секој ќе го гледа, па смени канал на фудбал и така натаму. Колку и да е, пошто е многу лесно да се доведе драматична приказна во тоа е како добар виц, ако го раскажува некој што не знае да врзе просто проширена реченица, ќе биде вицот тотално неинтересен. И така натаму. Така да и ни требаше некој време да се најдеме со Трифун да го спакуваме стилот на Па некој време 30 верзии имаше добро, филмот. ама И требаше некој одредено време, да. Колку имаше 36 Леле, верзии, премногу. дека првата епизода. Ама свативме брзо дека приказната, ако е тука, дека се друго ќе се направи. Нели имаше проблеми со, ако се сеќавам, со факт-чек, не со факт-чекинг, него Да, со фактчекот траеше Месец и пол. Месец колку и пол, беше? да. Тоа беше Еден- сериозно и тоа за нас како истоштувачки филмска Биргит екипа Бауер. е Да. оче наш, мислам. Така е. Ако тоа паѓа у вода, секоја сцена е добро измонтирана, добро изрежирана, ако тоа не е проверено. Чисто на ова се само се надоврзувам. Денеска со вас двајца разговараме како режисер и монтажер на првата сезона на А редакција. мора да се меѓутоа, каже позади дека Трифун ја редакција- запозна фактчекерката. Биргит од Германија. О, да, На состанокот да. во Рига. И беше многу фина. А вие ми ја представивте како да е многу страшна и лоша. Зависи Значи, што- да ти зависи прави зашто факт-чек зборувате. треба. Али чисто само да кажам дека позади целиот серијал на редакција не сме само ние луѓе кои што не гледате тука, него стојат еден куп други луѓе кои што придонесуваат. Дел од кор тимот се и во монтажата сега, Кој е таму е Иво? Младен Иво. кој што е Оу. опа, има Младен. некој звук. Таму е Младен кој Поздрав што од соседната Не поздрави. А добро не поздрави, Човече, морам да што- признам. поздрават. Он е одговорен за звукот позади редакција. Трајче кој што е еден од кинематограферите на редакција, со него работеше и Атанас. Горијан Кико. денеска кој што ја превзема, Кристијан Караджовски Кристијан работеше Караджовски беше првата првата сезона, Горијан ја Марта. превзема работата на Мартин и мислам дека дури ја надогради и направи нешто што е стварно вредно во втората сезона. Мартина Силјановска која што е композитор на редакција, Драган и Рики кои што прават постпродукција на звук. Сакам да кажам еден куп луѓе се вклучени за на крајот од кога ќе се состави тоа да може Нашиот да изгледа. многу добар драг пријател Нашите Владимир фактчекери. Владимиров, кој што го Владко има Нашите Владимиров се адвокати, не ги разбира, заборавај. никако да не кој го што го заборавам. има, Лазе. да. Да, се испаѓа ова како Нашите захвалница за непријатели, сите луѓе да. онака, ама Фала ви чисто. многу, дечки. Особено на непријателите без кои што ние нема да имаме клиенти за филм. Само сакав чисто За да дадам да има драма, мора да има антагонист, Да. нели? Така е. дека Антагонистите. идејата е дека е многу колаборативна работа и мене она што највише ме возбудува кога ги правиме овие епизоди е дека не зависи ништо од еден човек, него зависи од многу луѓе и доколку тие луѓе не работат во синергија и не се движат кон една иста цела, тоа е да ја раскажат приказната најдобро што можат, нема да биде толку успешен проектот или продуктот како што е. Така да, мислам дека тоа е многу важен Не дел е од- само тоа. И Една од од работите онака што ме прават многу срекна е што сите луѓе, буквално сите луѓе кои се вклучени во овој проект и од техничката страна, бидејќи нели новинарите си ги знаеме, се слободумни луѓе и тоа е многу важно. Една работа што сите ја забораваат. сега ме претрга Јас сум Сашка. толку срекна што сите нив ги запознав. Дефинитивно го збогатија нашиот живот како новинари и ни дадоа нас нови перспективи. Меѓутоа, да имате слободумни луѓе во уметност е премногу значено за едно општество, онака да знаете дека сте многу значени. И ти, тема. Младен. Поздрави не. Фала. Да, ама едно од работите што ме задржаа дефинитивно, викам, ова се лудаци без
без конкуренција во Ирала, тоа што ја не видов демонстрација него. А тоа е многу тешка работа да се забележи у организација. Да, Си имаме своји моменти. Не, нормално крв, месо, луѓе сме, ама онакво его, прво деленско его не видов, а многу често се гледа. Да, не, генерално беше сериозна уживанција во смисла на работа. Мислам, екипата, продуциската екипа е неверојатна Многу фалиме луѓе. Да, фалиме, ама Да, не беше тоа идеја да па браво, Давид, сега таму отиде. Па ти отиде натака, ја друго сакав. Ама Сашка спомна една друга работа, ќе однесам темата, сега малце разговоров у друга насока околу делот на слободоумност и како луѓето се осеќаат и што прават. Мислам, ова го дискутиравме вчера и сега ќе ја вратам таа дискусија од вчера околу разликата помеѓу ангажирана уметност и уметност која што има општествен контекст. Трифун ми се налути вчера дека сум го помешал терминот што значи тоа ангажирана уметност и дека има разлика помеѓу ангажиран филм и филм кој што дава општествен контекст. Мене А може би има разлики помеѓу ангажирани и слободумни луѓе и тоа што го работат. Едноставно, Да, ако ти си самиот ангажиран, ако ти си самиот, твоите вредности, твоето дело ќе ги рефлектира твоите вредности, твојот сензибилитет. Едноставно е така. Не само сакав да кажам дека генерално мислам дека било кој филм треба да даде одреден општествен контекст, колку и да е мал, чисто поради тоа што мислам филмот како уметност, било која уметност кој пробува да зборува за или барем треба да пробува да зборува за која е човечката природа, нели, да ги поставува оние битни прашања кои што нас ќе не натера да размислуваме за животот кој што го живееме и општеството во кое што живееме и за Ова станува многу салонско трики. Ама тоа е основа. Ама тоа е основата, да, знаеш. И сега и заради тоа генерално чисто кажав дека мислам нели вчера тон филмови зборевме као Network и као Кум кои што имаат ситуација општествено, мислам има цилен општествен контекст, а не се ангажирани филмови. Да, 12 лути мажи. Ама што значи да не се ангажирани? Мислам филмот не се во најкласичната смисла би рекол општествено ангажирани филмови. Не се направени А што е во класичната смисла општествено ангажиран филм? Во историја на филм често пати ќе се најде како и филмовите на Лени фон Рифенштал во тоа време биле ангажирани во сосема други, како пропаганда за национал-социјалистичката партија додека Хитлер бил. Тоа не е добро. Да, ама сам да кажам да разграничиме терминологијата, ама пак во тоа време биле насловени. Не знам. Ама вака филмската уметност само тоа ти кажува колку е голема мокта да ги променат работите во општеството на лошо или на добро. Јасно. Сами, значи никој нема да користи средство за пропаганда кое е неуспешно и кое нема влијание. Најсилното средство е филмот. Нема посилно во Има изјава на Ленин, може да изгуглаш, постои дека он смета дека најважната од сите уметности филмската уметност, знаеме поради кои нели причини, и тоа е изјавено сега може лажам 20 години некаде. Претходно. Колку осеќаме дека филмовите во Македонија го даваат тој општествен контекст. Еви да не го викаме ангажирана уметност за да не се помешаме со термините дека мора да е специфично за одреден проблем, туку дека дава општествен контекст и критика на општеството, критичко размислување на општеството. Колку го гледаме тоа во филмовите денеско? Па го гледаме и не го гледаме. Ја имав среќа некако случајно се најдам и да работам на исцелител. Ајде да го најавам, извини пред да продолжиш, си го чував тука вака за да кажам дека Мартин освен на серијалот Редакција има работено и на многу други играни филмови, меѓу кои Исцелител, кој што стварно сметаме дека едно од делата кои што Ова не го знаев. Стварно? Да. Замисли го знаеш. И други филмови? И други филмови, си ги запишав. Кажи ги, ајде. Тием ми е тука Стаен ми е Сестри, што беше исто така имаше промоција, дистрибуција на Netflix. Не само тоа, само да кажеме дека Сестри е сценарист. Да, и сценарист беше на Карлови Вари. Ајде, на Лепница исто го има монтирано да не се фалиме, не ми беше натака муабетот, ама дека освен редакција си работил на други филмови кои што даваат општествен контекст, кои што сепак имаат некакво критичко размислување. Сега од тука ти го враќам микрофон. Еве некако хронолошки за тоа што го спомна Исцелител. Дали сватно го кажа ова? Затоа што го спомна Исцелител. Се сеќавам дека од разговорите кои ги имав во таа година дена дека го монтиравме филмот со режисерот Ѓорче Ставрески,
колку што можев да разберам, неговата поидовна точка била приказната и после додека го пишувал сценарието се налепиле тие И после те општествени повика тебе за манипулацијата. се мајтапите редовно. Од кога излезе тој филм, веројатно сте го гледале, ако не сте го гледале, кога Да. гледате, не зборам за публиката. Јас забележав еден позитивен бран во поимање на употреба на канабис. Не навлегувам рекреативна употреба или Леле, медицинска. Марти, не може ти се. Значи, денес сме Ема, беше една нападнати, дека интересна. сме заевисти и затоа... Зашто? Да, па, Постои таков термин? еден да. Со ограда? Бизнесмени двајца, Камчев и Самсоненкове, да ги кажеме, зашто па да не, ако они А си што? дозволуваат да А што? платат А црна што? кампања. А што? Па знаеш како е, никој не е задоволен од текстовите што доаѓаат. И побратимов се обрати во еден таму квази портал. И Кој имаме контекст цела тоа? хајка и ботови. Како? Не може ова контекстот? без контекст да помине, така да ајде да се вратиме низ целител. Дадев Јас сакам да кажам контекстот. нешто на тоа дека И сега он го спомна из целител, и тука се спомна канабис, и сега после подкастот очекувам текст во кој? Новинарите, техничкиот персонална Абе, многу ми е редакција. гајле. Нема Се врска, ама заевисти не, ја мислам. промовираат империјата на Заев Па со Заев не измисли марихуаната. марихуана. Да, ма Па мислам не, дека беше ти филмот кажам беше една да. супер демистификација на користењето на канабис без разлика кога се Апсолутно. рече на медицинска Да. или на Апсолутно. баше демистификација и мислам дека одигра една многу сериозна општествена улога филмот. Ја познавам Ги многу... хуманизираше луѓето Да. кои го користат, мислам, комплетно го промени. А меѓу другото и сериозна критика на здравствениот систем кој се распаѓа во Македонија. Така е. Мислам, тоа Да, сите да, го да. знаеме. Да. Кога луѓе немаат основни услови да се лечат по медицински пат, бараат бабини деветини, хороскоп, Алтернативни патишта. не знам, исцелители и така натаму. И ја од моето обкружување забележав како многу луѓе го мекнаа ставот некако дека не е тоа gateway drug, Да, како да. на македонски. Да. Тоа се разбравме дека не го отвара патот Дека за други. Ако, стават превод. ако користиш марихуана, нема заглавиш на хероин и така натаму и почна луѓе се подбиваат со тоа. Зборам повозрасна група на луѓе, а сега на младите ме јасно и со поп култура, мислам, не е тоа нешто тука. Преска кажа дека има и нема доволно вакви филмови кои што даваат општествен контекст. Да, и ставив ограда дека ја имав среќа да се најдам да работам со режисери кои се прво, како што каже Сашка, слободни се во своето битисување, Важно е да си луѓе. слободен. Тоа се човек. слободни луѓе, со кои ја имав среќа да работам со слободни луѓе, повеќето од нив се, мислам, и судејќи по темите и познавајќи ги вака лично, еве ќе го кажам и сестри пошто го спомна, јас се надевам дека окей, било кој филм не може да смени радикално на краткорочен план ништо. Али сметам дека на долгорочно време може да учествува во големиот механизам и да биде као мал забец во носењето на некаква прогресивна мисла и идеја во било кое општество. Разговарајќи со многу мои колеги малку повозрасни кои се родители, меѓу другото, како да тоа зборам некои 40 на години, не се отцепени од светот, они точно знаат што е TikTok, што се социјални мрежи, Spotify и така натаму, беа вџашени дека така лесно може да се пласираат видео материјали на социјални мрежи и тоа да нанесе лоши последици на одреден човек. Така да, а сега кога спомнав дека постојат и не постојат филмови, јас сум гледал дузина македонски филмови кои прво немаат ни не знам зашто се направени. Еј, да. Не, би Да, прифатил, да. би прифатил да е љубовен филм, двајца се сакаат, па не се сакаат, па знаеш ќе уживаме сите. Би прифатил, иако не е моја шолја чај, во слободен превод, да речеме, иако уживам у такви филмови, ја зборам во вакви средини треба да се удри малце со чекан посилно во зид. Затоа што како што кажа дека и Сачка го спомна тоа преска филмот има сериозна улога во делот на оформување на јавното мислење и на влијание на одредени промени, на критичко на развивање на критичко размислување кај луѓето. Ако гледаат повеќе такви филмови, ако гледаат содржина која што ќе ги поттикне да размислуваат за работите и за Па проблемите. добра, ама така ќе Министерката за настанат и култура кажа проблеми. да правиме позитивни филмови, Тоа е позитивна страшно, уметност. тоа е страшно. И сега ние што да правиме? Тоа ми беше следно и почекај неке тебе ќе се свртам сега Сашка, затоа што каде се институциите во делот на не институциите, каде се
државата или што би рекла ти граѓаните во делот на оформување на каде ќе се движат овие филмови, како ќе се прават филмовите, кои филмови ќе се финансираат, затоа што кај нас и тоа е многу важно да се напомене само кратко дека најголем дел од филмовите кои што излегуваат долгометражни, краткометражни се финансирани од агенцијата за филм во Македонија. Едноставно ние немаме пари како држава да можеме да финансираме филмови и да бидат тоа комерцијални филмови кои што понатака ќе заработуваат. Не, ние немаме приватен сектор кој што може, немаме индустрија, немаме приватен сектор кој што комерцијалните филмови, ајде да ги кажеме, треба така да се финансираат, а агенцијата за филм треба да поттикне други процеси, као да им даде простор на младите да се изразат, да финансира таков тип на филмови. На студентите, мислам, не може да си ти на факултет и да не си направил ни една минута филм. Цели студии, тоа е неодговорно кон луѓето. Агенцијата треба да финансира сериозни критички филмови во услови кога стратегијата на државата сугерира дека општеството има посериозни проблеми во областта на владењето на правото, корупцијата, пропагандата. Тоа не се прави. Освен што тоа не се прави, се негуваат одредени кланови, не се дава простор на младите луѓе, туку се уште се финансираат истите луѓе кои се финансираат 30 години и кои што за себе тврдат дека се комерцијално успешни во светот. Ја не разбирам зашто тогаш и не најдат средства за својата работа ако се толку успешни колку што тврдат. На крајот на денот мајка Македонија ќе им плати на сите своите фрустрации да ги лечат на нас и на граѓаните. Многу малку од филмовите воопшто и стигнале до луѓето. Ние ни на филм, ни на телевизиска програма не можеме 90% од продуцираните, финансираните филмови на агенцијата не ни стигаат до граѓаните кои платиле за нив. А тие што стигаат, некои од нив се искрено безнадежни филмови. 2 сати да гледаш ти глупости. Искрено. Добра, тука кога ќе се спомнева делот на ти викаш дека државата треба да ги мотивира, односно агенцијата да прават повеќе критички. Немаме страв дека може тоа пак ќе стаи некоја рамка на какви филмови ќе се продуцираат и ќе загуши таа како што реков, комерцијалните нема да загуши. Чисто као Devil's Advocate моментов ме интересира као. Има пример во историја на филм, југословенскиот Црн бран, кој е светски познат, го има во светски книги на историја на филм и така натаму. Тие филмови се финансирани од државата, тие се страшно критични филмови и со самиот пласман нивни на Кан, на Венеција, многу од тие филмови се со златни палми, мечки и што и не. Знамето, мислам сега, промоцијата на југословенската култура во тоа време била преку тие критични филмови. И тие не биле... Има случаеви, филмови што се бутани во бункер, ама повеќето се светски познати филмови, ги имате на Criterion Collection до ден денес, на Mubi и така натаму. Така да не сметам дека како државата, тоа е само едно огледало. Така ајде да не ја викаме државата. Граѓаните го финансираат ова и граѓаните треба да видат бенефит од ова. Државата е едно многу општо нешто. Граѓаните лично ги финансираат овие филмови кои што според мене многу добар дел од нив постојат за да се одржуваат одредени поединци и кланови кои апсолутно со ништо не го заслужиле толку долго и толку што? Не, ништо, само се насмевам дека секогаш имаш оваа пасија за тој да збориш секогаш исто. Не постои никаков диверзитет во однос на начинот на кој што се бираат стратешки работите кои што агенцијата за филм ќе ги поддржи. Ја не знам дали постојат некакви посериозни критериуми таму. Не може да не промовирале ниту едно добро и ново име. Фактот што се појавиле во Холивуд со Тамара Котевска не ги прави поддржувачи на младите филмаџи. Ништо немаше тој филм со агенцијата за филм, затоа што континуирано Министерството за култура наспроти потребите на граѓаните кои се многу јасни. И на граѓаните им е потребна оваа уметност да ги прикаже нивните проблеми, да работи за нивната агенда, а не за други агенди, не за приватни фрустрации на одредени луѓе. Јас не знам дали е прикажа на телевизија некој тие филмови. Не сум убедена. За нова година ги пуштаат, мислам. Обично има, да, некад имаат компилации некој. А не, сега само да кажам за критичкиот аспект што го спомнав, мислам, тоа е нешто што е инхерентно дел од, пак ја кажам, од самата филмска уметност. При тоа што генерално мислам дури ти да земеш и да биде некој, дури да правиме филм што е онаков character drama што го викаат американците, жанровски, кој што се базира само на ликови, пак тргаш со некоја критична мисла да го направиш. При тоа што генерално ако нема
одреден проблем кој што го обработуваш, едноставно нема драма, нема и нити интересен самиот филм. Мислам, не знам, може би ја Не, управо си, искрено се слагам со тебе. Со тоа што прашањето е дали сите филмаџи и режисери размислуваат во истиот насока. Не, мислам дека не ова можеби ќе биде апсолутно онаков unpopular opinion и валда ќе добиам хейт Ајде, за ова. ајде. Сериозно, меѓутоа ја мислам дека имаме сериозни сценаристички проблеми кои што Занает. да, за неетскиот дел од градење на сценарио кое што бидејќи не верувам дека некој режисер или сценарист трга со аспектот на окей, ја ќе правам филм сега за не знам, трилер кај што ќе биде некоја мистерија за убиство и сето тоа и таму ќе завршим. Сигурно имаат некоја идеја, меѓутоа начинот на кој што ја структурираат таа за да може да се раскаже добро, мислам дека тука целото тоа се распаѓа. И наеднаш Нема длабочина? и не само што нема длабочина, него не стигаме ни да го увидиме проблемот толку многу која е и која е критичката мисла што се не верувам дека они тргаат без критичка мисла. Мислам дека не знаат туку можеби немаат најдено правилен начин на како во структурата на тоа нивно сценарио да ја искажат добро. И ја мислам дека генерално било кој македонски филм со кој што гледачите имаат проблем, најголемиот дел паѓа на проблемот дека има лошо сценарио. Добро, фина поента. Не замолчи сите. Привршуваме, кратко уште неколку работи, само крајот, сакав да... не зезај. Нема да завршим се, уште неколку ствари ќе позбориме пред да завршиме. Прво, околу редакција, се враќам назад на редакција. Оно што го правиме и секогаш е малце, дури ние со сами себе имавме проблем, ќе ги викаме сезони, ќе ги викаме епизоди, ќе излагаат на еднаш во месецот, ќе излагаат еднаш на 3 месеци и се останато. Едноставно свативме дека начинот на кој што се одлучивме да ги правиме овие епизоди, начинот на кој што ги продуцираме и истражуваме и работиме, не ни дозволува да сме врзани со време фиксно дека ќе излегуваат секој месец. Едноставно ние во моментов ресурсите со кои што располагаме не ни дозволуваат да го правиме тоа. Да. И во моментов Не. работиме на една нова епизода на редакција која што е веќе во процес на истражување, веќе е во процес на да се снима и да се работи концептуално на каде ќе се движи, меѓутоа не можеме да кажеме кога ќе излезе и тогаш ќе ја гледате затоа што е врзана со многу работи како истражувањето, како начинот на кој што ќе биде Во реалноста снимена. човечките ресурси и останатите ресурси финансиските не се доволни за да се постигне таков континуитет на прикажување на каков што имавме убит минатата година која резултираше со бърнаут, речиси до смрт на повеќето од тимот кои не можеа ни да продолжат да работат. Значи, сепак во ИРЛ луѓето од двете страни, и од новинарите, и од продукцијата, буквално работат по 3 работи, а некои по 4, за да може тоа целото да изгледа така како сега што во изгледа. моментов можеме да кажеме дека се спрема епизода за редакција, ќе биде исто голема како што беше претходната, ќе биде возбудливо, ама не можеме да кажеме точно кога ќе излезе, меѓутоа во првиот момент кога ќе има некакво наговестување за тоа, секако дека ќе почнеме да ја најавуваме. Трифон исто така ќе биде режисер на таа следна епизода, меѓутоа меѓувреме влезува еден нов предизвик. Режира Трики. краток игран филм. Го најавуваме ова. Ова Да. не ти кажавме, ама чисто ќе го кажеме така. Режира краток игран филм во продукција на ДНФ Films. ИРЛ влезе како копродукција на тој краток филм и И со задоволство ќе го Што е поддржиме филмот? раскошниот талент на Трики. не ни кажува многу, само кратко. Окей. Не сум спремен за ваков прес за краткиот филм. Ајде, пофали се. Мислам, прво, филмот е снимен во процес на постпродукција, се работи за млади луѓе кои што се справуваат со оние прашања за иднината, односно, мислам, многу општо ова ќе звучи. Не даваме детали. Пробувам да бидам многу Да, како мис на светот кога ќе прашаат, сакам мир во светот. Да, генерално. Кафе Да, книги. Да. Кафе книги, да. Тоа е многу добро. Да. Али Добро. се работи за генерално тематиката која што обработува е за brain drain, односно иселување на младината во странство. Тоа е као една општа тема и е една романтична приказна инспирирана од приказна на Чехов. И супер.
Зашо сакав да завршиме со ово и да го спомнеме, нема поише детали да откриваме за филмот, затоа што ќе остане у моментот кога ќе се почне со официјалната промоција и кога ќе биде спремен и готов. Меѓутоа, исцелувањето и brain drainот, односно тоа бегање на младите луѓе, мислам директно поврзано на крајот од денот со се што разговаравме, затоа што ако немаме луѓе кои што ќе можат да ги прават и овие работи кои што ги зборуваме ние денес. Само стратегија ти за прашања. Спремен бев, ти викам јас вчера Ми се се свија. спремив дури ноуци имам. Ми се свија. Не, ама целата идеја е дека ако луѓето од државава едноставно си одат на 18 години и викаат дека никогаш пак не сакаат да се вратат и да направат нешто во оваа држава, не може да очекуваме дека за 10 години од денеска ќе имаме некакво општествено одговорни филмови и дека ќе раскажуваат некако важни приказни за зошто да општество и останат? ќе се Мислам, крева. види, уште немаат учебници учениците. Оваа Учениците држава се немаат однесува како да ги учебници, мрази своите деца. Сакаат да го Бидејќи нема начин на исклучат кој тоа може да се објасни. субвенционираниот оброк за студентите, значи збориме комплетен 100 денари. хаос А абсолвентите да немаат оброк. Не, важна тема е Кои што затоа се што големи, се јавува не во мора да медиумите јадат. во Важна последните тема е години. затоа што се ова што го збориме се базира на дресирање, звучи као задрато, не да дресираш кучиња, ама стварно дресирање на сериозни, критични луѓе со критична мисла од градинка па до не може средношколец да не знае што сака да прави во живот во 4-та година, па да се запише на факултет, па да го заврши, па да се вработи општина зашто ќе зима плата. Мислам, тоа е Па или општина или Германија. Реално пазарот е тој. Опциите се тие, затоа што не може од овој образовен систем не па можат тоа, да излезат квалитетни луѓе. Жалосно. Само еве имаше едно страшно истражување кое што го промовираше поранешната британска амбасадорка Рейчел Галовеј, дека во Македонија под услов да се инвестира максимално во тоа едно дете, најмногу децата ќе остварат најмногу 56% од својот полн потенцијал кога ќе се возрасни. Тоа е трагедија. За жал не гледаме дека некој се грижи за тоа. Како што рековме, немаат учебници, еве оброкот од 100 денари ќе им го укинуваат. Тоа се бедни работи кои им доликуваат на бедници. Видов не на никој друг. добра реакција на протест са бајле на некои од порталиве, им предложуваат да ги заменат оброците. Да. Студентите им предлагаат на луѓето со работениците, да. ајде да се смениме. Што е фин, да ја најавам да се Одлично, сменам. тоа е супер. Пошто ви имаат плата, студент нема плата. Така е. Мислам, рационално гледано, не е. Јас само се надевам дека во услови на ваква криза и услови на комплетно уништување на едно општество ќе успеат младите да најдат нешто за кое што ќе се задржат тука и ќе успеат да се борат за тоа за да може да направат, еве без разлика зборевме за филм цел подкаст или идеме у таа насока, дека ако ги раскажат овие приказни, ако го дадат општествениот контекст, има простор за луѓето да почнат да размислуваат поразлично. Сега не зависи од нив, него зависи од луѓето кои што ги носат од Не, луѓето, зависи меѓутоа од луѓето нив. кои што ги носат од луѓето доаѓаат на тие позиции поради Дури и граѓаните. Груевски, едни од единствените луѓе од кои се уплаши беа студентите, да не заборавиме, од никој друг. Така што јас ги охрабрувам не да најдат, туку да создадат услови. Бидејќи можат, имаат капацитет, имаат енергија, образованието можеби не им дава ништо, но затоа интернетот им дава, им ги отвара видиците. Не се овие млади глупави воопшто. И да, можат да создадат услови. Мислам дека е супер крај за подкастот. Ама ова беше многу awkward начин на завршување. Не, стварно искрено не сакам да го Ти уште си завршиме. млад. Да, не сакам да го завршиме на добра нота, ќе заврши нова затоа што тоа е реалноста и живееме во таа реалност. Ви благодариме што го слушавте овој подкаст во продукција на истражувачка репортерска лабораторија и копродукција на Македонската радио телевизија. Ова беше 9-та епизода на Разговор во редакција. До следното слушање ви благодариме за довербата.